Има ли излез за рударите од Доброво и Тораница? Извршители и кредити им висат наврат, пари нема од никаде. Ова е судбината на околу 1000 рударски семејства од Пробиштип и Крива Паланка, откако индиците им ја исцедија маста на рударите и без корка леп ги оставија на улица. Подстече сме и 5 месеца без пари. Скроз е тешко. Градот умира. А давачки стигат секој ден. За телевизор, за струја, за се било што. А нема, тешко е. Тешко е, ама нема се што да се прави. Замрен е градот, начисто е замрен. Стечајот на Индоминерали директно погоди 1000 семејства во Добрево и Тораница, но индиректно нивната и судбината на рудниците ги засега и Пробиштип и Крива Паланка. Долгови, колку се слуша, колку ја знам, са презадолжени. Така да за последните кои беа, нели, а сега не се, ќе биде многу тешко. И скоро, по мене, мислам дека нема да го реше тоа прашање. Едно е да се работи, друго е да не се работи. Екзистенција нема. Гледате, луѓето се на улица. 600 работени без плата, без екзистенција. Тешко е. Тешко е, како не е тешко. Сиромаштијата на рударите автоматски значи и сиромаштија за трговците. Откако рудниците се во стечај, прометот е намален и до 60%. Купува луѓето повеќе, по пуни торби, носеја дома, по 2 пати се повраќа, сега нема. Чекаш да дојде некој рудничар да купи, нема. Намален е прилично, нели? Осеќа се. Поради тоа што луѓе без пари, нели, немаат со што да купат. Зима се само најосновното, што колку му дозволува буџетот, нели, толку троши. Тако зимал, например, 30 јајца, сега зима 10. Намалено е, чувствува се. Судбината на рудникот и рударите ќе се знае на 4 февруари, за кога е закажано поднесување на извештај на собрание на доверители. Тогаш оние на кои газдите од Индија им останале должни, треба да одлучат што понатаму ќе се случува со рудникот, дали ќе се донесе план за реорганизација на рудникот, но со друга сопственичка структура или ќе се оде на продажба на имотот на рудникот.